Ние се боревме континуирано за да во колективните договори нашите специализации и нашите високи школи бидат со коефициенти препознаени. Значи, знаете, се почнува од тука, од колективните договори. Ако вие во колективните договори немате коефициент по образование, не може тоа да се преслика во систематизациите во болниците. Меѓутоа најжалосно е што во сите болници систематизациите не ги препознаваат медицинските сестри кога ќе завршат високо образование и специализации, затоа што секогаш буџетите за сестрите недостасуваат. Секогаш е проблем тој. И сега ние имаме категории во болниците каде што имаме еден период медицински сестри со признаено високо бесплатени доприноси, па имавме со паушални плаќања дополнителни, па имавме медицински сестри на кои што го чекаме ги чекаме новите систематизации каде што треба да си ги добијат позициите. Па имаме медицински сестри на кои што им ги признаа високите образования, не им дозволуваат да одат во сменска работа и не им дозволуваат да одат на дежурства. Тоа е еден парадокс кој што е многу срамен, да ви кажам, и тоа е нешто за кое што ние многу гласно ќе зборуваме и јас ќе кажам дека тој тренд го имаме сега во го имаме во болницата во Демирхисар, го имаме во општата болница во Прилеп, го имаме во специјалната болница во гериатрија и имаме медицински сестри кои што со високо образование признаено не смеат да одат на дежурства. Значи тоа е една таква поделба, дискриминација, една таква непрофесионалност, еден непрофесионален пристап према медицинските сестри, дека доколку одат во дежурства, на први ќе имаат исплата поголема за дежурства. И сега ние никнуваме 8 образовна висока медицинска институција, а не ги признаваме сестрите. А имате во болниците доктори, менаџери, од болниците професори ви предаваат. Стаа на факултетите тезги за докторите. Значи каде што тие ни предаваат се, ние ја работиме негата, они ни ја предаваат во болниците. И секој ќе се вратите во болниците, истите тие кои што ве школуваат и ве едуцираат, ако се на позиции на менаџери, не ви ги признаваат факултетите. И сега, нели е тоа доволна причина да размислите да се заминете? Ако веќе имате можност да се остварувате себе си во кариерниот развој како медицинска сестра и да напредувате со образованието и со школувањето. Третата работа, статусот на договорно дело. Да вие секој ден бидете ставени во ситуација да бидете ставени секој ден да не знаете дали утре договорот ќе биде продолжен или не, или да работите со сите исто, да имате со сите исти одговорности, а на први да добиете личен доход од 22.000 денари без платени доприноси и придонеси за здравствено и пензиско осигурување. И тоа да трае. И се случувале со годините наназад конкурси и вие сте тие сигурните што сте тука во болницата, сте сигурни и ќе се вработат од надвор други медицински сестри.